Драги наши гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Trend Life. Ете, имавме малку пауза, меѓутоа овој пак стартаме и пак сме со пауза, затоа што денеска сме во домот на Игор Димовски од Пауза за ракија. Значи, направете пауза и ракивчето со вас и гледајте Trend Life, затоа што имаме интересни содржини кои сакаме да ви ги прикажеме во однос на Игор Димовски. Епа, Игор, здраво! Ете, фала ти што се одзва на поканата да биде Trend Life во твојот дом. Ова не за друго, него по Драчевска линија. Баш така, Драчевска линија. Многу ми е драго што сте мои гости, што дојдовте во моето студио и ете да поразговараме малце денес. Така. Инаку си по потекло од Охрид, твоите родители, баба, дедо. Татко ти е роден во Скопје, ти си роден во Скопје и тоа не случајно, туку во легендарното Драчево, кое мислам дека многумина ќе се сложат дека е држава во држава. Точно така. Потеклото ми е од Охридско, село Ботун, но јас сум роден во Скопје, исто и мојот татко е во Скопје роден. Така да, овде сум пораснал, пробав да се преселам во малце подцентрални населби во Скопје, но за кратко се вратив пак во државата Драчево, така да тука сум стациониран и не мрдам од овде. Така е. Убава е населбата, убаво е Драчево, зошто па и да не, веќе кога те врзуваат спомените овдека. Куќата, претпоставувам дека ти од родителите седиш тука, нели, затоа што ти развива многу спомени. Да. И се останато. Каков беше како дете? Па, генерално мирно дете. Не сум бил некој дете кој што прави проблеми на училиште или не знам што. Со учењето така и така. Како да кажам, хармоника само дај ми е доволно. Не сум идел по спортови, некои фудбали. Од мали нозе генерално со музика. Значи, музиката ти е таа прва љубов која си ја гаел како дете и си продолжи понатаму. Заврши основно, претпоставувам, музичко? Нижо музичко немам. Добро. После моето основно образование се запишав во музичкото средно училиште, подосна и на музичката академија, но основно музичко немам. Така. Зошто баш хармоника? Па зашто баш хармоника? Не знам, на поклон подарок добив мал синтесајзер од мојот чичко, сега покоен веќе. Можеби и он е кривец што ете се занимавам со музика денес. Ми донесе едно миниатурно синтесајзерче, јас имав тогаш 3-4 години. Нешто пробував, чепкав. Моите видоа дека има некој талент. Јас не сум од музичка фамилија, но веројатно поседувам некој талент. Подосна од едни наши соседи добив мала хармоника на поклон и веројатно така се трасираше патот, не знам. Без некоја посебна причина, ете денес сум музичар, да речем. Така. Уште како мал кажа дека си чачкал, нели, по клавиатурата, би рекла. Меѓутоа, веќе покасно, фактички, во средното образование се запишуваш музичко. Да, музичка теорија и педагогија. Така. Значи, како теоретичар фактички си, не си ни инструменталист. Не. Така. Како изучуваше хармоника? Кој ти помагаше? Самоук ли беше? Вака се, во тоа време, во средното музичко, тие што свиревме народна музика, бевме осудени на робија по автоматизам и не знам денес дали се сменети времињата. Јас сакав уште во тоа време да свирам народна музика, но во средното музичко немаше таква опција. Ако свириш на хармоника, треба да изучуваш исклучиво класична музика. Јас не бев заинтересиран за тоа. И по мене е многу жалосно што не овозможуваат на деца кои што сакаат да изучуваат народно свирење на хармоника или на кларинет или други инструменти да се воведе како смер, да речеме. И од таа причина јас се запишав на музичка теорија и педагогија. И се до крајот на моето студирање го изучував тој смер, но да бидам искрен, тој смер ми донесе многу знаење. Денес можам сам да правам аранжмани, можам сам да компонирам, така да фала на Бога, мислам дека учев од добри луѓе и одлични професори кои што ни дадоа, нели, добра насока. Така. Татко си на една ќерка.
прекрасница. Кажи ми, дали керката има талент? Дали сака да биде музичар или па можеби да пее? Јана е премузикална. Она на втората година веќе пееше песни од Смилја Митревска, пееше, слушаше на телевизија и самата мислам со мелодиска линија точно е, дури се чудев како е возможно дете од 2 години да пее комплицирана песна. Денес свири пијано, свиреше и виолина исто така, многу е музикална. Не сакам многу да вежба. Ама кога ќе седне, сигурно сум дека ќе го направи тоа перфектно. Да, многу е музикална и се вади на тој момент, што е премногу музикална, нема потреба од многу вежбање, доволно е да ја види еднаш вежбата или 2 пати, веќе ја свири. Но како и да е, јас нема да ја форсирам со сила да се бави со музика, доколку сака. Ќе ја поддржам во тоа, доколку сака да се насочи кон нешто друго, исто тоа е нејзино право. Да, а што мислиш како родител, зашто повеќе е желба да биде, кога би се занимавала со музика? Дали ќе биде пејачка или ќе биде инструменталист? Пејачка не верувам дека ќе биде, повеќе е за инструмент. Тај добро пее, но се страми во тие години каде што баш пред некој ден викав, Јана, дај испеј ми нешто да те слушнам, да слушнам, да видам гласот до кај ти е, како ти е. Не сака, се страми генерално, но има добар глас. Ама е фокусирана само на инструментот. Така. Па сега ќе видиме, нели останува понатаму да се развива и да работи на себе, па можеби еден ден ќе го наследи тато и ќе биде врвна музичарка или да речеме можеби ќе биде пејачка. Здрави живи. Така. Во суштина како ти почнува еден ден, сакам да ми кажеш? Па јас мојот ден 80% го проаѓам токму овде, во овој спа центар. Само джакузито не работи? Многу луѓе ми викат како студио цел ден, викам ова е мојот спа центар тука. Тука уживам, креирам, пијам кафе наутро, работам. Така да 80% од мојот ден е поминат овде и нормално тековни обврски, да обавам некои обавези за дома, да отидам до банка, до центар, да се подготвам за настап, свирка, тоа е претежно викендите, но генерално моето време го проаѓам овде. Така, дали се сеќаваш кога ти беше првиот јавен настап? И со кој, например, бенд ли беше, не знам, придружба ли беше на некој? Па јас настапувам од многу мал. Не би можел сега да се сетам точно. Ама тоа би било негде на 2-13 години. Така, Точно со хармониката, така? Со хармоника, да, точно да кажам каде и со кого и со која група и музичари не би знаел во моментов. И треба малце. Да се сетиш. Добро, а така попрофесионално да речеме, каде што веќе почнува и јавноста да те запознава кој е Игор, што прави Игор, што свири Игор, кога беше тоа? Па јас некаде во деновите кога студирав, бев член исто така на групата Седенка, која што беше соединета исто од професионални музичари. Таму членував некои добри 5 години, каде настапувавме по свадбени прослави, патувавме низ целата држава. И паралелно јас имав музичко училиште и бев професор по музика. Но моите почетоци, кажам, од по-професионално ниво, беа најпрвин со групата Седенка. Така, значи тогаш веќе 5 години си бил дел од Седенка и тука веќе почнува јавноста да те запознава како музичар, затоа што Седенка се како добра група, би рекла. Седенка се одлична. Да, и после тоа се прифрлаш во друг бенд. После тоа имав еден обид да направам друга група, која што кратко траеше, да бидам искрен. Па бев фриленсер некој време, функционирав на принцип каде ќе ме повикаат, кога сум слободен, каде мене ми одговара да настапам. Тоа траеше неколку
неколку години да речам, се дур не го направив проектот Пауза за ракија. Така, што ти текна Пауза за ракија да биде името на бендот? Што те Па инспирираше? не, Пауза за ракија не беше името на бендот, него јас во тој момент немав бенд. И сакав да направам еден микс од познати македонски песни, каде што нема да бидат цели песни од 3-4 минути, него ќе бидат рефрени, како што е Пауза за ракија, нели? Тоа стоеше во мене многу долго. Не знам како да кажам, може би стоело 10 години. Знаеш, кога имаш во себе нешто, сакаш да го реализираш, ама зрее и кога ќе дојде моментот, нели, го реализираш. Првиот дел Пауза за ракија, во тој период јас немав студио свое. Отидов кај мојот пријател Александар Кипровски, му ја кажав за мислата. А тој е човек што не свири народна музика, туку е сасим некоја друг стил на музика свири. И ми кажа, договорено ќе работиме. И ти си пресреќен сега тука во Да, тој јас сум случај. пресреќен, тој имаше полупрофесионално студио, каде што опремата чинеше, како да кажам, работевме во многу ефтино студио, но имавме идеја, имавме енергија, имавме замисла и во тој момент сватив дека човек треба да има идеја пред се, а не е важно каде ќе сними, со кого и колку чини таа опрема. Така е. Јас претходно снимав и во студио кај што коштаат Многу. илјадници, но немало никаков ефект. Сватив дека човек треба идејата да ја преточи во искрена енергија, да не прави математики во глава унапред. Грешката кај македонските изведувачи е што прават некоја математика однапред. Ако правиш математика однапред, нема да завршиш добро. Така е. Битно е срцето да го внесеш во тоа што го работиш. Јас така и настапив со Пауза за ракија. Впрочем, така ти се викаше и проектот, да речеме, на некој Да се начин. надоврзам, да, тоа сакав да го кажам. Значи, Пауза за ракија не беше бенд, него јас решив да го крстам, да дадам име на миксот на песни, да се нарекува Пауза за ракија. И ме правеа будала во тој период. Како Пауза за ракија, ќе ти се смеат сите, немој. Какво е ова име? Не знам, вакво стави, со вино нешто ми предлага, не знам што, јас се чудам. Дали се викам, јас сум лут или викам, луѓето се управо. Одспав една вечер и, знаеш, некојаш треба да isпроцесираш во глава дали си во право или не си во право. Одспав вечерта и викам, јас ова решив дека си вика така, Пауза за ракија. По секоја цена. Дали ми се смееле или не, знаете како треба да верувате во нешто, ако сакате да успе. Ако не верувате во самиот себе, нема успех. Така е. Го крстив Пауза за ракија, не знам како ми дојде името, не знам. Веројатно само по себе, веројатно самата атмосфера и енергијата на песниве ме наведе да го крстам Пауза за ракија. Го снимив, го ставив на YouTube без никакви математики, без ништо да спонзорирам, без... И знаете како сега нештото ако го стопираш, ако е добро тоа патот, ќе си го најде. Така е. Ќе го Затоа така сопреш е. вамо, ќе го сопреш тука, ама од тука ќе помине. Така и со Пауза за ракија. За кратко време направи 1 милион прегледи, што за македонски услови, Е многу. да. Подосна почна Пауза за ракија. 2 исто забрзо направи 1 милион прегледи, третиот исто милион, сега се веќе многу милиони прегледи. Го спремаме Пауза за ракија 4, како што може да видите. Да. Еве го отворен е проектот. Може да ви покажам. сакате Да, да ајде. Така, ова е работната форма на Пауза за ракија. Ќе содржи некаде околу 20 на песни. Тоа се нови песни? Тоа се македонски песни генерално и има 2 мои авторски песни кои што се ставени. Едната се вика Пат до роден град, Пат до роден град, а другата е Затапајте 300 тапани, тоа се мои 2 песни. А останатите се македонски веќе издадени песни. Што староградско, што народно.
Значи треба да очекуваме нешто ново, значи од пауза за Да, во ракија. финални подготовки сме, не би сакал датум да кажам сега, затоа што има многу Работи притисок. кои треба и да се финишира. Да, притисок од публиката, кога ќе искочи, како ќе искочи, како да кажам, треба да созрее, треба да едноставно кога ќе процените дека е добро, да го извадите тогаш, да не е избрзано. Тоа е многу важно. Ака, Но ќе биде за луѓе, скоро. колку луѓе сте инволвирани во таа пауза за ракија? Многу. Многу. Еве, ако ви отворам каналите да ги видите само, ова се све канали кои што, па не знам, од прилика, може би 20 изведувачи. Што музичари, што пејачи. Меѓутоа, некако станавте и препознатливи кај публиката баш како бенд, да речам, пауза за ракија. Пошто гледаме, значи, има постери нон-стоп по локали, гостува пауза за ракија. Да, да. Фактички, на некој начин наметнавте да името на бендот биде Да, тоа пауза се за биде по ракија. автоматизам самото, да, пауза за ракија. Јас во тој период кога ја креирав пауза за ракија немав бенд. Но пауза за ракија пукна многу брзо и нели кога имате прегледи на YouTube, толку сте и атрактивен за да настапите. Почна да ми се јавуваат луѓе за настапи, јас немав бенд. Нешто пробав на брзина да склопам, но знаете како, за добар бенд треба проби, треба вежбање, треба пракса. И да бидам искрен, собрав добри професионалци, луѓе кои што си ја знаат работата, и за кратко време, знаете како да влезете во огин, тоа буквално така доаѓа, а не сте спремен. Требаше адаптација, 3 до 4 месеци, но кога се сака нештото и кога работите напорно, успехот сам доаѓа. Тоа да, тоа неминовно дека доаѓа. Колку сте сега во бендот, ајде да речеме? Бендот сочинува 6 члена, вклучително и со мене. Фронтменот си ти, Планираме да бројот се уште расте. значи ќе се зголемувате. Мојата визија да имам голем оркестар од 10 до 15. Така да ќе можете и концертни настапи да правите. Тоа е сигурно идејата. Според нели тоа што ми го кажеш, и тоа е одлично затоа што кога би било концертно би било многу појако, помојкно би рекла. Тоа е мојата замисла, да. Така. Што викаат дечките што се со тебе во бендот? Кога нели ги повика да бидат дел од сета оваа приказна? Како најде на каков да речам одзив на тие што ги едноставно сакаше да ти бидат дел од екипата? Да, вака. Ние работиме на малку по-различен концепт од другите бендови. Каде што мојата замисла е да правиме коктел на музика од R&B музика до чочек, како да кажам. Значи, мислам дека ти имаш дојдено на наш настап, од прилика знаеш како Да. настапуваме. На прв поглед кога ќе поканиш еден музичар во бендот, не знае каде влага и влага како бланко лист. Сега, тоа значи дека може да му се допадне атмосферата и да се прилагоди на ситуацијата, може и да не му се допадне. Јас имав обид со повеќе музичари кои што дојдоа, не успеа да се адаптираат на она што јас го барам и во тој случај го напуштаат бендот или јас им кажувам дека треба да го напуштат. Сега оваа екипа која што е со мене е страшно добра, страшно добро сме уиграни, имаме одлична енергија, доволно е само да се погледнеме и знаеме колку е саатот. Така да, генерално, музичарите што со мене настапуваат се големи професионалци и уживаат во нашто го работат. Да, интересно е што имате разноврсно, нели, репертоарот ви е многу разноврсен. Додека се свестиш од едно влегуваш во друго. Шок. И буквално, искрено кога прв пат ве видов во еден ресторан во Радовиш беше,
бевте со шеширчиња некој чинам или ти носеше уште некој, не знам. Може да имало некој шешир, сега нема. Така нешто. И буквално сите беа на нозе. Ја викам, што се случува овде? Уште кога влеговме, се беше разиграно, распеано, како на свадба. И викам, што се случува? Кои се дечкиве? И цело време пратам сега кои се. Да. Така е на нашите настапи. Фала му на Бога, каде и да настапуваме е Весела атмосфера. весело и однапред е се распродадено. Се надевам дека така и ќе остане. Знаете како публиката цени кога вие искрено го правите тоа што го работите. И као што напоменав пред малце, немате математики, сега ќе биде вака, боку ќе заработам или оноку, или ова ќе направам не знам што. Треба да сте искрен према публиката и публиката тоа го наградува и така. Што мислиш за македонскиве изведувачи од народнава музика? Нешто во последно време сите нешто се жалат, бойкотираат, срби се носеле, српска музика се негувала и се останато. Што мислиш, каде грешат во однос на нивната популација, односно популарност, каде грешат во однос на зашто немаат доволно настапи, никој не ги бара, не ги вика? Вака сега, за да ти дојде публика на настапи, треба да има причина. Зашто би дошло? Нашите пејачи, изведувачи и музичари едноставно не инвестираат. За да добиеш, треба да инвестираш. Јас, за да дојдам на настап кај еден пејач, треба да го сакам тој пејач или музичар или што и да е. Што би ме дрзнало мене да отидам на некој пејач што дошол од негде, а не го знам, и настапува некаде во превод, сакам да кажам. Да, српските изведувачи доаѓаат и зимаат, настапуваат за страшно големи суми, се популарни над хитови, инвестираат. Еден спот во Србија кошта 50.000 евра. Да, ама жалосно е што кај нас ни за 5.000 евра немаат некои пејачи инвестирано во спот. Видете вака сега, не е се во колку кошта спотот, треба идеја, треба иновација. Сите бендови наликуваат еден на друг во нашава држава. Така е. Да, жал. Така, или имаме многу бендови или многу изведувачи кои сакаат да живеат на старата слава. Не можеш да живееш на старата слава. Еве, ќе кажам пример за мене. Јас проекти не вадам многу често, но сакам тоа што ќе го извадам да биде квалитетно и да биде препознаемо од публиката. Но ако застанам јас сега на пауза за ракија 3, да, ќе се вадам на таа стара слава што викате година, две, може и 5 години. Ами што правиме после? Доаѓа некој нов, со нов проект, кој што ќе те тргне на страна, мора така да размислува. Ова е бизнис, кој што е брутален бизнис и едноставно ајде вака да не гледаме што се случува тука у Македонија, затоа што у Македонија генерално не се случува ништо на музичко поле, да ја ставиме главата во преку граница, што ни е на 20, 30 и 100 километри, да видиме таму што се случува, па да украдеме некоја идеја тука. Ништо не се случува. Музичарите свират на стари инструменти, на стара опрема, на стари кабли и од друга страна сакаат да имаат настапи и да се многу платени. Не може. За да бидеш платен, мора да има оправдание и таму кај што настапуваш да ја напуниш таа сала или клуб или ресторан или што и да е. Кога имаш моќ тоа да го направиш, во тој случај може да кажуваме цени, цифри и заработување. Доколку не е така, вака во Македонија има прекрасна публика која што сака нешто ново, сака да излеземе од оние стереотипи дека да, ова е сега бело и мора по него. Не. Као што напоменав, мене ме правят сите будала кога кажав пауза за ракија. Дека ќе окрстам мојот проект, сите ме правеа будала. Немој. Знаеш, со ние старински стереотипи дека мора по еден стандард да се држиме и да одиме. Јас го крстив така и стана хит пауза за ракија. Не само во Македонија.
и надвор од Македонија. Да, веќе имате и настапи надвор од Македонија, сте барани. Во кои држави најчесто имате настапи? Во моментов? Бевме во Минхен, имавме 3 настапи, беа sold out продадени. Во еден српски клуб свиревме, Австралија бевме минатата година турнеја. Така. 80% ни се настапите Македонија и помалку кога сме слободни излагаме и надвор. Да, ама јас верувам дека ќе се отвори пазарот и во многу други држави, затоа што полека, но сигурно веќе сте препознатливи надвор од границите на Македонија и нормално дека знаат сите што е добро и што е квалитетно и затоа и ве бараат. Да, но ќе напоменам, немаме потреба ни од други држави. Да. Македонија е многу добар пазар, одличен пазар, но публиката нека биде апел до сите бендови и пејачи. Не јас да се правам паметен, но тоа го гледам со своји очи, дека публиката сака нешто поразлично да направи што и другиот. Во тој случај ќе има и причина зашто да ти дојде на настап или свирка или што и да. Да, и треба да си свој, да не бидеш копи-пейст. Апсолутно тоа, да. Не ни треба нас нити Германија, нити Швајцарија. Зашто? Тука е Швајцарија, само треба човек малце да размисли. И да инвестира во својата работа. Неминовно. Без тоа нема никаде. Апсолутно. Без разлика дали се работи за опрема, дали се работи за време, спот, труд, за нови песни, за аутфит, за изглед и се останато. Дефинитивно. Значи шоу бизнисот си бара. Си бара. Добро, ајде сега да ми кажеш за новиве песни што ги спремаш авторски, имаш повеќе авторски, меѓутоа ајде за новиве што содржат, дали си комплетен автор? Првата песна е Пат до роден град. Таа песна ја дадов на Ибуш Ибраимовски. Настапи на Охрид фест, чинам 2017 беше. Убава песна со патриотска тематика, Пат до роден град. Таа е веќе издадена песна, а следната Затапајте 300 тапани е песна која што исто родолюбива, но се уште не е издадена. Сакам за прв пат да ја промовирам во пауза за Ракија 4 и после тоа да се издаде и како сингл, нели? Јас сум автор на музика и аранжман, а текстовите се Пат до роден град е на Орце Зафировски, додека Затапајте 300 тапани на Огнен Неделковски. Значи сепак работиш со големите имиња кога станува збор и за текстовите. Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во сопствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во сопствен ладилник. 075 263 435 070 432 005. Агрокалем Тимјаник Неготино. Ново од Изворска. Твојата омилена природна негазирана вода сега во амбалажа совршена за најмилите. Изворска јуниор. Најдоброто е секогаш од кожувчанка. Инел го носи ултрабрзиот оптички интернет до вашиот дом. Гарантирани брзини до 1000 мегабити во секунда. Ултрабрз оптички интернет. Само со Инел. Ново. Синалко кола и Синалко оринџ. Сега и во лименка. Твојата нова Синалко навика. Синалко од 1905.
I'll stay till the end, even when I hide. Maybe something's holding me back, or maybe I just like it like that. Keep on hoping one day you'll understand when I'm not making sense. I got a jungle in my heart when it gets wild, when it gets dark, yeah, only you know. Шеик е вкусот кој ни требаше. Неодоливо вкусен какао крем. Внимателно одбрани состојки, мекост и свежина. Тоа е круасанот Шеик. Побарајте го во маркетите. За поголеми количини на 075 926 702. Произведува Полет Фуд. Тремник, Неготинска. Шеик. Охо, и сега, Ајде, ајде, фала ти. Доста беше студио, ајде да видиме се малку кај тебе како е, а? Сега кафе може ли да правиме? Може да, ајде, правиме. Океј, ајде. Чекај да видам гезве, кај ми е? Ајде, гледаш, све знаеш кај ти стои бе дома, значи и домаќина. Абе нема играч. Кој вари дома кафе? Па, кој стигне? Кој стигне, а? А за гостите? За гостите, јас. Ти вариш, а? Браво си. Браво си. Имаш некоја финта со кафево или не? Имам. Што? Сега ќе видиш. Ајде, ќе ми покажеш како го правиш Абе, кафето. мора марифет, знаеш како. Имаш, а? А подрачевски некој мариф. Драчевски, да. А, супер, одлично. Добро. Ајде сега да видиме што ќе биде од ова Сега да кафето. ми кажете само Без шеќер? без шекер, со Да. шекер, како се. Без шеќер. Ние Добро. не користиме шеќер. Ајде да Па и јас видиме да се. ти кажам, па веќе 2-3 години воопшто. Па супер. Тоа е добро. Кажи ми, книги читаш? Па искрен да видам, не сум читал многу одамна. Не, а? Никако време да се најде за таа работа. А сакам да си набавам, ако имаш препорака. Имам, да, ќе ти препорачам некои книги, па дори може и да ти ги поземам. Да, зашто да не. Да, да прочиташ нешто во слободно време за да Јас пообично психолошки читам ако ти се свиѓа тој жанр, можеш на пример. Зашто да не? Да, добро, татоважи имаш ли? Не, и никогаш нема ни да имам. Зошто? Па, не го сакам спорт. Не, а? Не воопшто. Е, зошто асоцира така? на неубаво насилство. Од дете ми е така. Јас и како дете имав обредка, 6 оделение. И доаѓам дома, мајка ми вика, а дедо ми беше на мајка ми и таткото многу радикален за тие работи. Знаеш, нема дедо ти кој ќе те види сега вика. И ти што Во видиш? истиот момент ја извадив обедката и од тогаш не помисли за да работи. Да. Знаеш, тренди беше тоа време. Ради почит спрема дедо ти или Па да, сум имал респект према цела моја фамилија, али тогаш како дете, сакам да кажам. А што се десува од татоважи, не ме возбудува да ставам татоважи или да, не знам. Оти сега гледам по модарство, сите Може као да е нешто по се модарство, да. тетовираат, па поготово популарни величности. Супер е тоа, ма јас не и никогаш не би ставил татоваж. Ниту една точка не. И сега, пошто сакаше да носиш обетка како мал, сега кога веќе дедо ти го нема? А сега веќе тоа е излетено од мода и што знам. Сакам да сум природен вака како што ме дал Господ изгледа. Така, од секогаш носиш брадичка, мислам вака од како си пореснал поголем или сега нешто во последно време? Последниве 5-6 години можам да кажам дека. И што ти текна? Што ми текна, не знам, убаво се осеќам. Да? Мислиш така дека си повозрасно Не, делуваш не, или? воопшто не. Не знам, пред година дена пробав да извадам брадата и Јана керката кога ме виде. Тато, немој никогаш више да се избричала. Леле, не ги се допадна, а? А жена ти што вика? Па жена ми најпрво не сакаше што има брада, после тоа виде, не виде. Се помери со судбината. Не со судбината, што ќе прави? Што да прави? Да. Ти да ме забележам, носиш ланч интересно.
Така фетиш ти да носиш ланчиња, нешто накид повеќе? Па сакам, да. Обично кога настапувам, ставам некој ланче, така. Настапувам во црна мајца исклучиво. Зошто? Не знам, така убаво се осеќам. Стварно? Да, некојаш ќе пробам и кошула, насред настап ја вадам, си се враќам во црна мајца, убаво се осеќам, а и дека варирам со килажа цело време, највеќе ме крие. Да не се приметуваш, дека си стел некој килце плюс. Па немаш у белог, се облечеш 100 кила човек, не иде. Си се отцртава, речи, Па, вака, се отцртава. ќе се скрие Да малку. се скриеш малце. Со Добре, ние цртава. хармоникашите имаме бенефит што стомакот не ни се познава од Да. хармониката и може да тераш, не е проблем. 100, 115. Колку тежи една хармоника? Професионална хармоника тежи 15 кило, Добро. да. Но јас сум среќен што последниве 2 години си купив електрична хармоника која што тежи нешто пола тоа. И ми се олесни работата. Да, ама морам да признам и пола да е од тоа се некаде околу 7 килограми, 7,5. 15. Да, тоа веќе да не зборуваме, значи како издржувате бе? Цело време претежно хармоникашите, колку што сум забележала на настапи на повеќето сте во стоечка положба. Да, и нашите настапи траат некогаш и по 8 сати. Како издржувате тој терет на себе вака да го носите? Како издржуваме? Како се снаоѓате во таква ситуација? Како издржуваме? Едноставно се навикнуваш на го добиваш како рутина, како кондиција. И кога малце ќе прекинеш да не свириш, кога се вратиш на тоа после некој време е проблем. Јас, например, во овој момент, ако ми дадеш така по 15 кила, мислам дека не би можел да држам. Баш со еден колега дискутиравме исто хармоникаж, вика, ти се спаси со новата хармоника, со белата. Не ми е таа во моментов тука да ви ја покажам. А таа што беше доле, црната, таа е 15 кила. И ми вика, ми вели се спаси со новата хармоника, викам, ти посакувам и ти и сите останати што побрзо за што знаеш како на стари години кичма откажува и И колена, и кичма, и се ти толку часа да држиш константно толкава килажа на себе, тоа е премногу терет. Треба и спорт, и активност, и диета, и сите. Епа, да, треба да се насочите малце на тоа, за да бидете поиздржливи. Да, да. Меѓутоа тешко ви оди, а? Кажи ми, од пијалози што сакаш најмногу да пиеш? Од Омилено, пијалоци, за кој ти? алкохол, Да. нема. Па сакам ете кога сум расположен да се напијам чаша 2 виски. Добро, Или добра ракија. така, Од крајот на Каладарци на Готино. така. Ете, кафето ни е готово. Кафето. Не го видовме марифетот. Ја намерно кријам за да не... Се врти тука ме муабетува да не видам како го вари кафето. Ама ако камерата Кајмак ловеше, да, сакаме и кајмаче малце. Ето така, значи ќе те биде за домаќин. Па еве ќе пробате ние сега. ќе Да, кажете да, дали гледам ја ја, работа, нели знаеш да свариш, плюс тоа не го истече кафето. Еве не ти одли од филџаните, што значи дека Значи на добар пат сум. на добар пат си, да. И ако и на жената и вариш на сабале кафе, значи прав домаќин си. Значи, јас така викам, мажот треба кога е дома на жената да ја носи кафе во кревет. Така. Го правиш ли ти тоа? А понекогаш, да. Добро, супер. Ај сега додиме да го испиеме кафево Ајде, и да сега си ќе ми помниш и ти допомуабетиме. едно да земеш. Обавезно. Ајде. Ајде да седнеме сега. Оти. И еве, веќе седнавме во дневниот простор кај Игор за да видиме што всушност направи тој со кафето. Го свариш, го справиме да видиме дали е убаво. Ајде да пробам. Ајде да видиме одрачевско кафе. Кромидарско кафе. Супер. Супер. Добро ли? Да, одлично. Сигурно? Ке те биде, ке те биде. Зошто викаш цело време кромидарско кафе? Па зашто Драчево е познато по... Од гледувањето на кромите. И Па јас не најубавиот се срамам од кромите е во Драчево. Ја не се Значи, срамам од тоа. Така, Во кој? средна школа кога одев со автобус и децава од клас ми викаат: "Абе со што да е со 4 скромит, да?" Така, 4 скромит. аха, те зафркава, а? Има многу анегдоти за Драчево.
Да, така е. Ајде да ми раскажеш некоја случка од настапи, имате ли некои дешавки што ви се случиле, што се интересни, кој ќе ти текне стално се смееш на тоа? Има како нема, многу има. Добро. Ајде некоја да слушнеме. Шо знам. Австралија имаше една многу јака приказна. Ние бевме Австралија пред 2 години и во тој момент таму нешто пак се поврати корона, во авион најавуваат attention, внимавајте, пазете се, корона има. И ние шо корона заврши више, знаеш. Ние готово. Ама тамо не знам, пошто Австралија нели сасвим друго место и други правила. Внимавајте, вика, маски лево десно. Добро. А мене температура ме дроби, значи Ама си кјуташе, нели? не да кјутам, него ни на крај памет дека нешто повредено со корона. А стигаме и за 2 дена почнуваме со концерти, со настапи. Еден ден си во Мелбурн, другиот ден во Сиднеј, па идеш во Перт, не дај Боже ако ти се деси нешто. Јас стигнувам тамо, температура 40, потам не можам да станам. На еден од колеги му викам, дај ми топломер да измерам температура, викам, не ми е добро. Ми дава топломер, го зима, го вади, 36, вика, ништо не ти. Те излажа? Не ми излажа, него расипаме ше топломер. Дај уште еднаш топломер, пак 36, а јас не можам од кревет да станам. Но се јавам на Роберт, менаџерот, што ме однесе таму, викам, Роберт, пали колата, да идеме во болница, не ми е добро, за 2 дена имаме настап. Концерт кај што е распореден, кај што треба да настапиш и да си здрав и свеж. Одиме во една приватна болница, ми прават контрола. Ми вика, имаш некое воспаление на грло. Супер, викам, добро, тоа, дајте ми антибиотик и да си одиме. Проверуваат, ми даваат антибиотик, влегуваме во кола ние да си одиме и му се јавуваат на Роберт, а во меѓувреме ми прават и тест за корона. Негативен ништо. А влегуваме во кола да си одиме, му звони телефон. Вика, човекот е позитивен, вратете се брзо во амбулантата. И ние се шо во а исто карантин. Леле. И? Што да правиме, како да правиме? Не се враќаме, вика. Во кола, газда не нема. Избегавме од амбулантата. Не пријавивме никаде дека имам корона, затоа што го пријавивме ќе ме ставија во карантин. И ќе отиде на настапите. Отиде турнејата, само што стигнам истиот ден. Леле. И така, за 2-3 дена ми дадоа некои јаки лекарства, се оправив. Тоа е вака нешто специјално што ми доаѓа. Нешто смешно вака, што ќе ти Колку текне. смешно, што знам смешно, многу има дешавки. Често пати ќе се деси некој да направи некој лапсус на свирка или да закасни или да му пукне гума. Еден од колегиве, не знам што, зајак му излегло, му влегло во колата. Со колава се заташкал, не знам, многу има. Значи многу дешавки. Кажи ми, најголем бакшиш што сте го земале колку бил? Не сакам цифри сега да зборам, да не испадне фалба. Но било надвор од Македонија во секој случај. Значи не е во Македонија. Знае да има и големи бакшиши, ама сега да не спомнуваме цифри, бројки, да не биде тоа сватено со некоја Така. во друга конотација. Што сакаш најмногу да јадеш? Што сега да јадам? Омилено јадење кое ти е? Па зависи дали сум во фаза диета или не диета, пошто варирам со килажата многу често. Сакам да јадам риба со салата или пилешки стек на скара со салата. Сакам сарма да јадам многу исто. Мојата покојна баба правеше многу убава сарма. Не знам, јадам се. Буквално јадеш. Спанак не јадам. Спанак не јадам. Зошто? Не знам, едноставно вкусот не ми проаѓа никако. Од дете не јадам спанак. Така да. Али генерално јадам Генерално си јадеш се. А што знаеш да сготвиш?
Макарони. Само тоа? И тоа ќе ме тестирате. Не. Друг пат ќе дојдеме ќе ни правиш Ако сакате, специјалитет, може и тоа да ќе готвиш нешто, ако ќе правиме нова емисија. До тогаш ќе научам и Ќе лазања. научиш. Па тоа ти е тука негде исто, слично. Сродно е. Сродно. Добро. Ај сега ти давам еден предизвик, може? Ајде. Пошто вака цело време си на диети и никако не вежбаш. Никако да ослабам. Аха, да, никако да ослабиш. Имам предизвик за тебе да направиш 20 склейкот. Само 20? Само 20. Ајде. Ајде. Ајде да видиме како ќе го направим предизвикот. Ајде. Ја ќе Само да бројам. видам, микрофонов ќе ми смета ли? Не. Ајде да видиме Може? сега. Може, да. Само 20? Па направи ти и поише. Ајде да. Рековме 20. Ама сега нели рече поише дека можеш? Абе, може и 100 ако сакаш. Ајде да видиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, доста. Браво. Значи, гледаш како ти направи финта, пак сепак направи повеќе. 21,5. Да, 21,5. Браво, одлично. Одлично го. Не би имам кондиција, ако направи иззнам вака предизвикот. поничок. Да, ако тоа е добро да имаш кондиција, затоа што ти треба, верувам дека имаш заради тоа што сепак до скоро време 15 кила си држал секој ден, речи си на себе. И си работел со 15 кила по можеби и по 8 часа. Тоа е баш спорт. Еве, например, на мене од дете левата рака ми е поголема, затоа што нели тегнеш со хармониката. И по автоматизам левата рака ти е поразвиена. Да. Значи сега треба само десната да ја ведеш. Се десната. Само на десно. Склекови со. Се умори? Па малце ете, пошто и топло е во просторијава. Да. И така. Добро. Иначе имаме наши пријатели кои се грижат, нели, за емисијата да не биде убава и да продолжиме со снимањето. Сите оние кои се рекламираат по Trend Life се дел од Trend Life и се рекламираат постојано. Така имаме спонзори и оваа сезона. Со тоа што ги гледате и рекламните спотови во самата емисија, а секако Bullet Food се тука за да не одиме со празни раце, па така да имаш од Bullet Food и еден пакет круасани, круасанот шейк кој е и такако многу вкусен и го има во маркетите низ Македонија, ќе го пробаш. Ајде еден вид сега да ми кажеш. Не знам вицови. Нешто многу си ми озбилен. Па ај отпеј ми нешто тогаш. Па не знаеш да пееш? Знам, ама заедно. Ај сега да видиме ти дали знаеш да пееш. А вицови тоа, мојо касо ич не ми идва, да кажам. Не, а? Аман, брат. Да, ама може да испееме нешто. Ајде, Може заедно. ајде, не знам што да пееме. Битола, мој роден крај, во тебе сум роден, мене си ми мил. Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе пејам. Битола, мој роден крај, јас те сакам, од срце знај. Браво. Не знам јас како добро те пратев, не сум сигурна, ама пошто рече ќе ме зимаш у бендот, викам ајде. Па мора да се врски да да фаќам. се уигриваме полека. Така е, мора да се уиграме. Кажи ми за Драчево, например, што е автентично за Драчево, освен нели тоа дека произведуваат некоја анегдота, има ли за Драчево нешто вака? Имаш ли слушнато нешто? Самото име е анегдота. Не знам, знаеш како, јас сум роден тука, од дете сум пораснал тука, учев училиште, основно во Кузма Шапкарев. Пробав да се преселам во градските населби, да речам, ама после 2 месеци се вратив пак овде. Затоа што овде ми е срцето, овде ми е енергијата, сакам ова место и не планирам да се преселам никогаш, искрено. Супер.
А од гардероба што носиш вака да ти дзирна во едно шкафче, може ли? Ама растурен сум многу. Ако да си растурен, шо па сега, нека видат дека си растурен. Дека не си ги средуваш алиштата. Ќе ме мотивираш да почнам Да. да диплом, да пеглам. Па сега мораш. Ајде да погледнем. Ајде да видиме што носиш, како носиш. Ајде. Што најмногу сакаш, што не сакаш. Ајде. Ајде да видиме сега тоа твоето Само шкафче. сега растурен сум малце, немој да ме замерава. Не, на сите ќе те кажам дека си растурен. Да. Дека не си средаш. Па добро, не е толку лошо, да е. Добро, тука и Супер. не ми е целата гардероба, кошули се на друго место, ама сега да не ги отварам, не се испеглани. Не сега. Сакоа, јакни, фармерки, многу Така. многу црни мајци. Многу црни мајци. Ја мислев Патики. само една ти е и си ја носиш цело време истата. Па може така изгледа, ама јас 50 на црни мајци. Така. Кажи ми, сакаш брендови да носиш или не? Па сакам да, јубите сум на US Polo, еве, имам една јакна US Polo, друга US Polo, трета US Polo. Така, повеќе спортска варијанта практикуваш секојдневно? Да, сакоа имам на Хотич, А сакоава кај ги носиш? На свирке или? на свирки, настапи, свадбеница, зависи. Така. Значи не ти се случило на настап да отидеш така Не се случи. спортски Не се ептен? случи. Не се Да? Зошто? Немаше време да се спремаш? Не време, него така се осеќам убаво едноставно. И кога сум премногу со кошула стегнат, па не можам да свирам. Така. Добро. Тука дзиркам некои парфеми таму. Што парфеми користиш? Ајде да дзирнеме. Опа бато. Па не знам, има од се по нешто. Фаворит ми е Blue de Chanel, Paco Rabanne исто ми е. Овие од кај ги купуваш? Од Free Shop генерално. Генерално од Да. Free Shop, али сакаш да носиш, значи... Имам US Polo колекција од скоро сите. Бравс. Да. Добро. Гледам тука имаш интересни, значи, каивчиња. Аха, види, поише накид од мене имаш бе ти. Леле, шо е ова? Леле, бравс. Видиш, како е дека и машките носат накид Да, сакам да интересен. имам така, некој ланч. Ако, убаво, значи интересно, значи и така ти се убави превезуците. Подаруваш подароци на сопругата, знаеш да ја Да, купуваш? знам да купам, да, како не. Да. Кога идеш на патувања поготоа? Да. Па, Ја знаеш, изненадуваш? кога се враќаш од патување мора подароци за фамилија. За керката, за сопругата и се останато. Да. И како изненадена? Или имаш уште пред да тргнеш порачка да ми купиш ова, да ми купиш Некогаш и порачки има, некогаш и изненадување, не кажувам во секој момент. Зависи од ситуација и од поклон. Така, супер. Ако тоа е добро. Ај сега да се вратиме да го допиеме Ајде. кафето. Значи не е толку растурено така. Не е толку Добро. растурено, ти како што кажа, леле, ја реков сега готово тука преку врата ќе почнат да излегуваат работи. Ајде сега да ми кажеш што би им препорачал на младите, поготово на оние кои се на почеток на кариера или планираат да се занимаваат со музика. На младите музичари би им порачал да, ако работат музика, да се фокусираат само на музика и друго ништо да не прават. Затоа што јас направив некои такви грешки во мојот живот, каде што работев музика и цело време сакав нешто друго да чепкам и работам, но сватив дека човек треба да се фокусира само на едно нешто, доколку сака да успее, да работат исклучиво во државата, да прават повеќе македонска музика и да инвестираат во нови идеи, во нова музика, нови видеозаписи, затоа што публиката го чека тоа од нас. Така. Јас ти благодарам што ете ги отвори вратите од твојот дом и што беше дел од Trend Life, за ете одблиску да дзирнеме во твојот дом и да те запознаеме малце одблиску кој си ти всушност не само како музичар, него кој си всушност и во приватноста. Благодарам и на вас за поканата, благодарам што дојдовте во мојот дом и направивте голема чест. Здрави, живи се и гледаме во наредна прилика со овие новости. Ете така. Завршивме што завршивме. Јас сум сигурна дека со нови работи ќе не
почастиш прво нас и дека ќе не повикаш повторно. Да, секако. А поготово кога ќе научиш некој рецепт да правиш. Како рековме, лазањи. Лазањи, да. Ти благодарам за- уште еднашка и за здраве да дружбата. се гледаме за Здраве, овој живи, се работ. гледаме. Ваши, Се се гледаме. Поздрав, ајде. Поздрав, чао. Епа ета, драги наши гледачи, видовме како живее дечкото кој се вика Игор и кој е од пауза за ракија. Вие не пропуштете да ја следите и наредната емисија, затоа што ве очекуваат нови интересни доживувања.